За разлика од првиот круг, во овој втор круг имаше зголемени притисоци, закани уцени, буквално сиот тој институционален механизам кој што самата власт го нуди, посебно од апсолутна позиција на власт, го искористи овој пат властите и се надевам дека денешниот ден нема да биде сликан она што се случуваше во вториот круг, како и да е. Народот е повеќе од свесен. Во првиот круг го кажа своето мислење по однос на изборите, не само во Охрид, туку и во Македонија, така да очекуваме позитивни резултати и во вториот круг, извезен со повеќе гласови разлика од колку во првиот. Го знам дека вечерва ќе биде така затоа што си го познавам својот народ, ги познавам охриѓани и убеден сум дека и на почетокот уште кажував дека Охрид ќе биде почеток на промените. Не успеавме за малце во првиот круг, за околу 1% од гласовите, меѓутоа сега сме убедени дека, како што кажав, разликата ќе биде многу поголема од првиот круг. Посакувам граѓаните на Охрид во мирна и достоинствена атмосфера да излезат на гласачките места, да го искористат своето гласачко право и да го направат најдобриот избор, за да продолжиме во Охрид заедно да реализираме уште повеќе проекти, да работиме на имплементација на препораките на УНЕСКО, да ги реновираме училиштата и така натака. Посакувам се да помине најдобро во денешниот изборен ден и ги повикувам уште еднаш граѓаните масовно да излезат на гласачките места, да си го искористат правото и обврската и да придонесат во една подобра иднина за нашиот град. Па изминатите 2 недели кампањата помина во коректна, фер атмосфера. Ги допревме ние сите тие луѓе гласачи кои што во првиот круг од одредени причини не излегле на гласачките места, ги представивме повторно нашите визии, нашите проекти и се надевам дека граѓаните на Охрид ќе одлучат Охрид да продолжи да се движи во правилна насока.